Добре дојдовте во 23-та епизода на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Синиша Ивановски, директор на јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура. Добре дојде. Синиша, сите тие информации ги дознавме во претходниот период, сега во екоте целата приказка околу брзата пруга, главниот интерес на Македонија конечно стана нешто конкретно, реално, за кое што да сме се задолжувале или не како што вели опозицијата, но ќе се гради нешто конкретно, ти велиш тоа ќе биде квантен скок во македонските сообраќајни инфраструктурни дејанија. Но еве, кога реално за старт да почнеме со тоа, кога може да го очекуваме стартот на изградбата на оваа брза пруга, експресна пруга, како и да ја наречем? Вака, се работи за инфраструктурен проект кој што ќе биде најголем во историјата наша. И со такви проекти нетрпението да се почне големо. Големи се очекувањата, па и најавите велиме дека ова есен ќе почнат некои првични активности, но од друга страна и некој лично мој размислување дека не мора толку и да брзаме. Дали ќе почнеме, што велат првата градежна машина, ќе удри на терен во ноември, во декември, во јануари или февруари, и не е многу важно. Поважно е да се почне кога ќе се почне, дали есенва, дали зимава, и уште поважно е да се заврши на време. Секое доснење во инфраструктурното градење е скапо доснење. Кичев Охрид 12 година се работи, од тргнати со помалку од 400 милиони евра стигна до 600 милиони евра од доснење. И сега доснењето на државата не ја одговара, ами одговара на компаниите кои што градат. И затоа многу поважно е да се заврши градбата во ние предвидени 5 години, па и да оставиме простори 5,5 да биде, па и 6, иако не сакаме тоа да го правиме како опција, него да отколку да се почне и тој проект одлаговлекува што е можно подолго. Да, одговорам директно, очекуван старт би бил некаде есен, па и зима. Очекувано завршување на градежни работи 5 години од моментот на почнување. Кои ќе бидат најголемите предизвици во целата приказка? Дали ќе биде онаа делумна реконструкција за да се овозможи брзината со која што треба да се движат и патничките и товарните возови? Три предизвика би ги сегментирал. Да. Прво, најголем предизвик е да завршиме на време. Од техничкиот аспект има предизвици, поради тоа што кај нас во државата покрај секој инфраструктурен објект за транспорт, дали е патна структура или железничка, веќе нема земјиште на Република Македонија. Скоро секаде е од приватни сопственици. Така да главни предизвици се имотно-правните односи, да колку што можеме ги избегнеме, да ги сведеме на минимум број, а околу покачување на брзината е предизвик кој што е техничко-технолошки доста решлив и тука не гледаме некој сериозен иден проблем, туку го гледаме со натрпение. Дали за промена може да очекуваме да немате компанија некоја за надзор која што ќе од доменот на производство на долен веш и такви работи? Се сеќаваме на некои претходни проекти кои што беа обвиени со криминал, корупција и се гледаше од авион дека нешто има од македонската страна секогаш. За жал, дали може да очекуваме транспарентен процес како што се најавува досега се од А до Ш објаснето да продолжи оваа тенденција? Надзорот во вакви проекти е мощна битка. Так. И по некои, да кажеме, правила неформални треба да биде на страна на инвеститорот во случајот во државата, а исто така надзор на ваков гигантски проект и не може да биде било кој. Че не може да биде процедурата отворена и едноставна до тој степен да се јави надзор некоја мала компанија со мал број на луѓе, туку мора тука ќе да биде отворен пазарот за гигантите. Поради тоа што слаб надзор, слаб проект, неквалитетен проект и скап проект. Надзорот што ќе го избере државата, сигурен сум транспарентна процедура, можам да кажам дека е еднакво важен колку и изведувачот. Тие се корективот, тие се тие што даваат и насоки при начинот на имплементација на секој проект. Токму опозицијата обвини дека ова буквално кажано, и тоа лидерот на опозицијата, не е лидер, председател, лидер треба да води нешто, Филипче кажа дека ова е буквално кажано параван
дека изградбата на пругата е параван за тендери и за кредити кои што власта на ВМРО ДПМН ќе ги во превод злоупотребува. Значи во превод како што го кажа и ти она околу надзорот, тоа е невозможно да се случи. Зборуваме за Британија, британски пари, надзор соодветен, не е дали ова можеби и реминисценција на она што се случуваше во минатото, на лоша навика што кај нив секојаш се случуваше, па сега нели прави една паралела со тоа, односно се сеќава како било, па така си мисли дека и ќе биде. Го разбирам Да. концептот и на опозиција и на критика на тоа што се случува, но лично сметам дека при градба на капитални инфраструктурни проекти секој треба да биде колку толку радосен, макар и латентно не мора да го покажува тоа, но факт е дека сите во државата се среќни за градба на автопатите во моментов. Без разлика што е проект започнат од претходната власт. И исто така треба да бидат сите среќни дека во Македонија повторно ќе има железница на нивото на кое што имала. Вториот дел од прашањето, сериозна држава како Велика Британија во проект во кој што застанува целосно позади мала држава како Македонија, најмалку од се е дека би дозволила било какви коруптивни елементи да се случуваат. Од друга страна, овдека ќе има минимум 30% британска компонента, што значи дека би требало да биде британски изведувач, кој што самиот ќе се номинира кој ќе му бидат подизведувачи. Ако отидеме на локални изведувачи, во овој голем проект има толку многу простор да се ангажираат буквално сите македонски градежни компании, и според лично мислење и покрај нивниот целосен ангажман, ние повторно нема да можеме да го постигнеме тоа обем на работа кој што ни се дава. Заради тоа што во исто време се гради, пример пругата према Бугарија, се градат автопатите, ќе имаме градба на клинички центри, на болници, оперативата во државата. Моje лично мнение, се надевам да не сум управо, е дека не можеме ни да го постигнеме тоа што ќе биде. Во превод, главниот изведувач, компанија британска, ќе биде таа која што ќе го има целото право да се ги ангажира своите номинирани подизведувачи и ние тука како држава најмалку се планираме да се вмешуваме. Ќе се гради според меѓународно признатите ФИДИК стандарди, што во превод значи дека не може да се зголемува обемот, односно да се плаќаат пенали. Уште една навика на минатите македонски власти, а се фатеше некој проект, па биле тоа и дури модуларните болници за кои што се плати плюс 20% после тетовската трагедија, и во секој друг проект, а се појавеше некој проект, секогаш се плаќаа пенали. Дали еве конечно ќе го прескокнеме овој момент кој што стана за жал традиција во Македонија? ФИДИКот предвидува пенали, Да. ако државата не е спремна Да. да искочи во пресрет на тоа што го има договорено. Так. И ФИДИКот има повеќе варијанти на договори. Она што се покажа за негативно искуство во оваа држава е кога државата проектира, а имаме друг изведувач. Тоа се случи на Кечев Охрид. Имаше спремен проект, дојде изведувачите. Имаме два типа на компании во светско ниво. Едни се проект ориентед, сака да завршат работа, да се го билдат своето портфолио, а другите се ги викаме ние claim oriented или казнено ориентирани, и кога на таква казнено ориентирана фирма ќе се даде проект готов од државата, они своите усилби, своето време, внимание и фокус го насочуваат кон тоа да најдат аномалии на проектот, за да можат да го пролонгираат времето на градба и со тоа да наплаќаат пенали. Односно, Кичев Охрид почна, откако имаше примопредавање на власта во 2017 година, наеднаш проектот стана недобар. Наеднаш има потреба од нови кросини, од ново репроектирање, од нови пристапни патишта, наеднаш почна да има потреба од појачување на тунелите и така еве сме 12 година заглавени. Скопје Блаца 2 км, исто се почна со некој стар проект, околу 20 на години, па еве го 2 км, жива смешка, 7 години го градеа, не успеа да го изградат. Која е разликата? Разликата е по тој така наречен жолт ФИДИК. Можеби заедноста не е многу интересна, меѓутоа се она што скратува од парите на граѓаните е добро да се слушне. Овдека идниот потенцијален изведувач ќе има обврска и да проектира и да изведува.
односно целата одговорност за успешно реализиран проект ќе биде нивни. И ако нешто, уштовно кажано, промашат во проектирањето, на своја материјална штета, тоа ќе си го коригираат и ќе го направат да биде како што треба. Во целиот процес е повторно многу важен надзорот да ја контролира целата ситуација и целата градба и тоа да биде по сите можни европски и светски стандарди. Тоа е фидикот. 160 км на час за патничките, 140 за товарните. 120. 120, прости. Но тоа во тој аспект, да, пругата ќе биде, да речеме, подготвена. Дали тоа ќе значи дека ќе треба да го обновуваме и возниот фонд на возовите или тоа веќе зависи од тоа нешто ќе доаѓа од другите од страна? Апсолутно да. Прво кога бираш или кога имаш чест да склучиш стратешко партнерство со држава како Велика Британија, веќе како држава сте го дигнале стандардот во сите области и ќе си ги следиме британските стандарди и европските стандарди. На таков квалитет на градби, на таков квалитет на проектирање, на пруги, на се можно, ние мора тоа да го следиме. И со возови кои што ќе ги локомотиви, возови кои што ќе ги исполнуваат тие стандарди. За таа цел другото едно предпријатие, Македонски железници транспорт, веќе сериозно го работат ова и припремаат полека возен парк, се спремаат оние припремни истражувања на пазарот, да кажам, за утре ден при самото пуштање на пругата да пуштиме со нови возови. Не само со нови возови, да пуштиме со целосно реконструирана и модернизирана централна железничка станица во Скопје. Ние, ако имаме нова пруга и нови возови и имаме моменталната состојба на станицата, не сме завршиле домашната задача. Овој проект мора да биде следен се на тоа високо ниво, со сите реконструирани станици во државата, со огромна безбедност во сообраќајот, поради тоа што ние џабе ќе направиме нова пруга во капа инвестиција, ако имаме утре барем една жртва, не дај Боже, на самите пруги, така што ние огромен акцент ќе ставиме и на безбедноста, на функционалноста на целата пруга. Тоа ќе значи многу и околу кражбите, кои што се исто така постојан дел за жал од приказката, нон-стоп се краде нешто, не кабли, нели дел од опремата, со тоа ќе спречите, ќе имате двојна добивка, од една страна жртвите, не само човечки, и животинки, да не речам, за тоа реагираат и овие што се за заштита на животинските права, но ќе спречите и многу кражби. Ти еднаш спомена дека десетина илјади евра дури некојаш се буквално кажано украдени од пругите, од кравците кои што се навежбани, кои што знам, тоа се екипи кои што постојано оперираат по македонските пруги. Двојна добивка. Така е. Проблемот е сериозен. Так. За жал, не го гледаме, јавноста не го гледа со своји очи. Пошто е на страна, во надвор од урбаните делови. Кога на пат, на автопат, ќе падне знак, ќе падне семафор, ќе се случи било што, го гледа целата јавност, ќе се отвори дупка на улица, го гледа тоа. Так. А во првите не се гледа. Помалку е пристапно и полесно им е за крадење. 10.000 евра, да не кажам секојдневно во просек, краде некој по нешто. И се фаќаат некои, МВР се врши својата работа, па кога ќе ги фатат, доаѓаат со цели фамилии на суд, па молат, не можеме. Со безбедноста и со животот на било кој нема компромиси. И она што ќе се обидам лично да го направиме при градбата на новата пруга, да има една огромна ограда од двете страни, непристапна, целосно опремена со камери, со сите можни сегменти на обезбедување, да нема ни пристап воопшто, поради тоа што низ години назад сме биле сведоци и на непријатни случаи на пругата, кои што мигранти поминувале многу често, и пругата е после водата, можам да кажам, од највисок ранг на капитален државен интерес, и мораме како таква да ја третираме таква и да ја заштитиме од било каков пристап и од кражби. Го спомна Скопскиот момент, односно Скопската железничка станица, останува и идејата за поврзување на Скопје со меѓународниот аеродром во Петровец, така? Апсолутно, да. Благодарам за посетување. Тоа е нешто одлично што звучи, ќе биде уште подобро кога ќе се реализира. Так. На целата голема инвестиција, аеродромот Петровец мора да биде поврзан железнички. Прво, еден крак да иде од самата централна железничка станица, а вториот крак да доаѓа од градовите низ централна Јужна Македонија, да можат со воз да дојдат директно до
до самиот аеродром, а не да одат во другите држави. Битен карго момент е тоа исто така дел од приказката за да може да комуницираат со аеродромот. Да. Апсолутно да, и тука е Миладиновци веќе ќе дојде како еден карго центар за товарниот сообраќај. Како приказка е добра, одлично звучи. Секој вели дека ова е добро да се случи, но потешкиот дел е да го реализираме. И било кој да седне, а овдека ќе ги слушнете истите позитивни зборови, дека супер ќе завршиме и ред други работи, меѓутоа предизвикот од почеток до крај на тој проект е прилично огромен и тоа е истрпувачка, макотрпна, секојдневна, долгочасовна работа, која што е всушност разликата помеѓу успешни и неуспешни влади. Најава на проект може да направи секој, може да побари кредит, може секој, меѓутоа успехот се цени низ реализација на ваквите проекти. Проектот наречен Коридор 8, ова беше десетката за која што зборувавме досега. Од една страна е Бугарија, која што тврди дека македонската страна не прави ништо. Од друга страна имаме и тука од кај нас кои што тврдат дека имаме грешки и не го правиме тоа, токму опозицијата и повторно оној претходно споменатиот Филипче вели дека зошто се градела само оваа пруга на Коридорот 10, дури нафрли дека дали ова било интерес на некои други страни и држави, предпоставувам дека не аудираше на САД и на Велика Британија, туку на Русија и на Кина, што е малку безобразно да тврди дека Британија дава пари за да, нели, од тоа ќари Русија или Кина, како и да е, но еве, Бугарија тврди ние не градиме, додава песок во сојузничката осовина и председателот на СДСМ, која е вистината, се гради или не? Делницата за Бугарија, Коридорот 8 делот. Градежништвото е многу добро, пошто е сурово вистинито. Да. Во правото, во економијата, може да се дебатира многу околу висока камата, каматата ниска или висока, дали правото ќе се толкува на овој или на тој начин. Меѓутоа, самото градежништво не остава простор за многу различни мислења. Во моментов, ние како држава градиме према Бугарија. Работиме во втората фаза, има 3 фази, има Такуманово, Белјаковци е завршена, Белјаковци Крива Паланка се работи сега и популарната и спорна точка е поврзувањето од Крива Паланка до граница. Ние го работиме. Бугарската задача е да ги поврзе 500 метри од Јошево до граница и да проектира и да влеземе заеднички во Прикаскава. Таму има едно брдо, кој што баш на средината на тоа брдо е нашата граница. Ако ние потрошиме пола милиарда и го сработиме тунелот и дојдеме до половина, а Бугарија не отвори другата половина, ние залудно сме потрошиле сериозно големи пари и такво ништо не сакаме да направиме. На технички состаноци со Бугарија ние супер се разбираме. Сме сложни дека треба да биде отварање истовремено, без разлика им кажуваме дали од таа страна или од оваа страна ќе се почне. Исто така, Бугарија пругата од Софија до нашата граница е во прилично лоша состојба и тие треба да се рехабилитираат или реконструираат, ремонт да направат, да стават во возна состојба. Сега, ние имаме спремен проект за делов до Бугарија до граница и го работиме вториот дел. Бугарија нема спремен проект и не работи на терен. До толку е едноставно. Ние праќаме писмени покани, јас, до инфраструктура во Бугарија, повелјата на состанок, да ставиме еден вид на печат на техничките предизвици, да имаме спремни, усогласени мислења, па по решавање на политичкиот диалог да почнеме веднаш со работа. И тие се писма кои што постојат физички, не се телефонски повици или SMS пораки. И на тие не добиваме повратно. Затоа е лесно да се процени гледајќи од надвор. Ние имаме спремен проект, имаме обезбедени финансии и го работиме на делот према Бугарија. Во Бугарија во моментот, за жал, нема никакви градежни работи према граница со Македонија и ова е, мислам, дека одговорот на прашањето со Бугарија. На што се должи овој политички популизам од Бугарија? Дали може би последниве денови првен Каја Калас
спомена дека постојат механизми за одглавување на македонскиот евроинтеграцијски пат, за да потоа Марта Кос рече седнете со Бугарија и Македонија да преговарате, а претходно наративот беше нема што да се преговара околу францускиот предлог. Еве беше прв одглас кој што кажува дека и Европската унија веќе почнува да размислува дека треба да се преговара, што значи и Бугарија конечно да седне, ако вели дека не е така. На што се должи овој популизам бугарски, бидејќи јасно кажуваш фактите се тие и видливо е, кај вас не може да се скријат работите, опипливи и видливи се работите, се гледа дека таму не се работи, тука не се работи. Популизам, политика, бидејќи и таму има постојано една климава влада која што од време на време на неколку месеци паѓа, има 8 избори за 2,5 години парламентарни. Вака ли добиваат политички поени плукајки по македонската страна? Која е поентата? Технички можам малку да одговорам. Бугарија е свесна дека тој коридор 8 е една многу стара приказка, која што е актуализирана последниве 2 до 3 години поради тоа што коридор 8 стана НАТО коридор. Кога е нешто НАТО коридор, не треба да има ниту двојми, ниту дијалози, туку треба да се работи на тоа. Ова што го правиме ние. Можеби економската исплатливост, не можеби, сигурно исплатливоста од тој аспект не е еднаква како на коридор 10 или можеби кај некој нивни коридор 4, например. Меѓутоа, ако си членка на Европска унија, членка си на НАТО, и ако е стратешки интерес, треба тоа да си го сработиш. И ние велиме дека коридорот 10 ќе донесе многу повеќе поволности економски за државата, меѓутоа сме членка на НАТО и ќе го работиме ова према Бугарија. Дали Бугарија во моментов нема стручни капацитети да го истера овој проект, нема обезбедено финансии, инаку до европските фондови Бугарија има многу поедноставен, полесен и побрз пат него ние. Ние се мачиме, можам да кажам, се мачиме за секој грант. Од почеток на диалог до обезбедување на грант до 3 до 4 до 5 години поминуваат. Кај нив е тоа за нивна среќа и супер што е така, окей, ама за многу пократок период ги обезбедуваат тие пари. Препоставувам дека да го сведам на национален интерес на Бугарија, не би го сведил, валја некоја лична одлука на некој кој што има моментална или претходна политичка моќ да ги тера работите на тој начин, меѓутоа кој што кажуваш, самата насока од Европска унија дека треба се седне да се преговара, го кажува потребата ова да се случи, а и самата Европска унија видела дека ние работиме, другата страна не работи. Пак велам, едноставно е тука. Дали тука имаме некои ретроградни моменти? Го гледам истото во неинтересот, да речеме, на Бугарија за Клепало, граничниот премен кој што никако ништо да мрднат околу тоа. Истото се случуваше и со Маркова нога, еве грците рекоа дека ќе се мрдне, односно еве и со пругата ќе се поврзат подобро и Бугарија и Грција и Македонија нели заедно, но дали тоа еве политичкиот моментум, со тоа ќе се поврзат подобро и македонците од Македонија со македонците од Бугарија, македонците со македонците од Грција, гледано одстрана, така испаѓа работата за жал. Ова не е техничко, ова како интелектуалец, како човек кој што ги согледува работите. И ја да одговорам не технички, да одговорам како граѓанин на оваа држава и како дел од македонската нација кој што има своји представници во Бугарија и во Грција, и ги чувствуваме како, можам да кажам, наши браќа. И сплотувањето на народите е една позитивна работа. Кога ќе работиме сите на тоа, сите држави, кон поврзување, многу е се поедноставно. Многу е се со помалку конфликти. Не треба, јазикот треба да, звучам политички малку, ама треба да спојува, треба да има што е можно повеќе центри за македонски јазик, фолклор, култура и во Грција и во Бугарија. Никому тоа нема да направи ништо лошо, или ако на некој со македонско потекло во Грција му се овозможи да стигне поблиску до народот со кој што збори на исти јазик и чувствува на ист начин. И тоа се некои така непопуларни од пред неколку векови мерки, што ние повторно велам да се сработиме домашнава, да изградиме инфраструктурата и патни железничка, а после да се бориме и за граничниве премини и отварање на нови премини. Се тема, точно дека години и на состаноци, препоставувам, се разговарало билатерално, кај што велеле да, важи ќе го направиме, меѓутоа
Додека не се направи, не се направи и на крајот на денот, ако некој сака да посети некој свој роднина во Македонија, ќе отиде ако треба и до 500 км назад, па ќе земе авион, ќе дојде тука. Меѓутоа треба да ги олеснуваме релациите помеѓу луѓето, а не да ги отежнуваме, и токму тоа е транспортот. Токму транспортот како тема за една полокал тема, зборуваме за Скопје, зборуваме за буквално кажано на реинкарнација, не ревитализација на скопскиот градски воз. Тоа се краците Ѓорче, Петров, Миладиновци и Зелениково. Зборуваме за Скопје кое што официјално е повеќе од 1/3 од Македонија. Многу ми навелат и според она што гледаме дека е половина од Македонија според бројот на луѓе кои што се тука, кои што гравитираат. Еве оваа идеја докаде е, што е, како и што ќе биде потребно за да се среди, бидејќи факт е една работа во Скопје, проблем е јавниот превоз. Дали ова ќе помогне во сето тоа? Точно, Да. во Скопје е проблем јавниот превоз и е проблем патната инфраструктура во Скопје. Во последниве, можам да кажам, 8 години немаме едно паметно решение каде што ќе се отвори барем некаде некоја нова лента да го возможи сообраќајот, да има скршнување. Еве, пошто После Коце потоп, простино така е. Тој беше и точно после- требаше после Коце да биде наредниот подобар од него, Да. а наредниот подобар од тој после Коце. Што дојдеме во некоја позитивна градација. А за жал добивме реверзибилен процес, што не е добро за Скопјани. Партизански одреди, на пример, во самото зеленило, скоро на секој семафор на поголема раскрсница има проекти каде што се влага во зеленилото и се отвара нова лента за лево. Останува зеленило, меѓутоа се скратува малку, има проширување да се откочи сообраќајот. Партизански одреди доживува и 1500 возила во еден час во најголемите гужви. И нормално дека на вакви затнати булевари алтернативата е пругата. Министерот Николовски Александар го најави тој проект, што е одлично прифатен проект. Не е толку едноставен, како што кажа Љупчо, има 3 краци кои што се постоечки, но се и запуштени. Од друга страна, направивме со Градежен факултет физибилити студија, која што ни кажува на каков начин треба да се ремонтираат, рехабилитираат и подигнат на посекуваното ниво. Финансиската импликација овдека е околу 50 на милиони евра, што воопште не е малку. Но оваа година ќе почнеме барем со еден од овие 3 крака да го ставиме во една почетна положба да можеме да почнеме да функционираме. Кој крак би бил тој, прости? Тој би бил кракот од Зеленниково преку Драчево, Да. преку Лисиче и да доаѓа во централна железничка станица Скопје. Ова се густо населени места. Јас самиот се возев по оваа пруга и во таква состојба во каква што е, и навистина времето за пристигнување до центар го скратува. Јас од Драчево до центар стигнав за 12 на минути. Што е научна фантастика со Научна автомобил. фантастика. И нема семафори, нема утрински гужви, нема нервози кои што се неминовни во сообраќајот. Таквото кратење ќе го препознаат сите. Сега, негативен аспект, условно кажано, или реален аспект, дека самите стојалишта не се толку блиски до населените места, треба да се дојде до нив. И тоа ќе биде нареден чекор да се обидеме, кога ќе бидат готови овие краци, да со соработка со јавното сообраќајно предпријатие или ЈСП, да се пуштат мини бусиња кои што бесплатно би ги собирале граѓаните од нивните населени места, да ги донесат синхронизирано на самото стојалиште, да помина воз да ги однесе во центар. Поради тоа што ако ги донесе во 11 часот, а во 12:30 има воз, сат и пол никој нема намера да чека, значи мора да има одлична синхронизација на комбинираниот транспорт, да завршиме за што е можно побрзо време, а после тоа јасно ни дека во самата железничка станица прво е во центар, второ има таму огромен број на автобуски линии, значи конекцијата се навистина упростува, поевтинува и е поеколошка. Дали покрај сето ова што ни се случува не само во инфраструктурата на македонската железница, се градат и патишта, се прават работи кои што за жал минативе 7 години претходно не ги гледавме, дали еве за крај претенциозно да се каже дека Македонија доживува еден навистина инфраструктурен бум? За среќа да, оние рокови кои што се дадени за изградба на автопатиштата се околу 5 години отприлика. Во исто време 5 години од сега е изградбата на завршување на пругата. Тоа значи дека ние за 5 години од денеска ќе имаме
скоро комплетно завршена инфраструктура која што ќе биде контурата и костурот на државата во наредни декади и векови, поради тоа што нема потреба од други коридори. Ни треба осмица, ни треба десетка, ни треба краци некои. И со завршена инфраструктура, со автопатишта, експресни патишта и со брза пруга, сметам дека државата си го завршила своето да згазне силно на земја, да каже сега сме кој што треба држава, паралелно да се фокусира државата на здравството, на образованието, на енергетика, на сите оние сегменти кои што се важни. Меѓутоа, сите го сметаат дека прво се прави патот. И до дома, до некоја куќа, до било каде се прави прво патот. Мораме да ги трасираме овие, добро дека се работи и е позитивно. За сега е започнато и да го завршиме треба. Очекуваш да нема посериозни пречки во реализацијата? Очекувам да има пречки, се разбира. Да. Но посериозни мислам нешто што ќе заглават работата целосно, но дека нели да не биде тргни застане кој што не беше некој спорен. Сериозноста на изедувачите, Да. верувам дека нема тоа да се го дозволат пред се самите на себе како конзорциумот Бехтел Денка, како некој иден британски изведувач, пошто пак ќе кажам, и самата држава Британија нема да дозволи да има неуспешен и тргни застани проект никаде каде што има ваков тип на партнерство. Ти благодарам што беше, мој гост. Благодарам. Ми беше чест. Идеме. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави. Се гледаме следниот четврток во 24-та епизода на Надкаст. Да сте ни живи и здрави, чувајте се многу.